Добре дојдовте во урбаните вести. Граѓаните можат бесплатно да вдомуваат медицински истретирани кучиња. Ова е првата вест за денеска. Останете со нас. Ѓорче Петров ќе се раззеленува на површина од 3.500 метри квадратни. Граѓаните бесплатно може да вдомат куче од стационарот Вардариште. Во двор во Лисиче се спалувале кабли и пластика. Евергрин и електронска музика за денот на независноста во дворот на владата на Република Македонија. Населбата Даме Груев во општина Ѓорче Петров ќе се раззеленува во наредниот период. Станува збор за проект кој денеска го најавија градоначалникот Александар Наумовски и директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило Адријан Муча, а ќе опфати просторот 3.500 метри квадратни. Голема акција за раззеленување на општина Ѓорче Петров започна денеска. Почетокот на работните активности беше означен во населбата Даме Груев во присуство на градоначалникот на општината Александар Наумовски и директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило Адријан Муча. Станува збор за уредување на дел од постоечките зелени површини, како и формирање нови тревни површини, вкупно 3500 метри квадратни. Зеленилото, како што информира Муча, ќе биде опремено со најсовремени системи за наводнување. Покрај општина Ѓорче Петров, планирано е до крајот на годината да се раззеленат и останатите општини. Во општина Ѓорче Петров се планирани да се реконструират и подигнуваат нови зелени површини во околу 3500 метри квадратни, со систем за полевање капка по капка. Целата инвестиција во општина Ѓорче Петров ќе биде околу 3 милиони денари. Соработка со градот Скопје, до краја на годината ќе бидат реконструирани и подигнати околу 35.000 метри квадратни нова зелена површина. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски информираше дека со овој зафат ќе бидат уредени детските паркови, зеленилото покрај коловозот, како и внатрешноста на населбата помеѓу станбените згради. Наумовски исто така упати апел до граѓаните совесно да се однесуваат со зеленилото и со урбаната опрема, со цел што подолготрајно нејзино користење. Узурпирањето и неконтролираната градба во општина Ѓорче Петров нема да биде случај, како што е на други места. Покрај службите на Паркови и зеленило, комунална хигиена, нашите работници со тој капацитет што го имаме, навистина во овој период подигнавме голема тонажа на ѓубре и ја одложивме, меѓутоа сакам да апелирам до граѓаните за самосвесност, бидејќи навистина овие нови зелени површини треба да се одржуваат. Без разлика колку и ние да се трудиме да дојуваме средства од буџетот и да се ангажираме, доколку нема свест кај граѓаните сами да зачувуваат својата животна средина и околина, ние не можеме тоа да го постигнеме. Вдомување куче без надомест нуди јавното предпријатие Комунална хигиена. Заловените кучиња кои се комплетно медицински истретирани и се нудат на граѓаните за бесплатно вдомување се наоѓаат во стационарот за бездомни животни Вардариште. А граѓаните може да си одберат куче од вторник до сабота од 9 до 13 часот. Единствено нешто што треба да го направат граѓаните е да пополнат формулар со своите податоци и да се обврзат дека ќе бидат одговорни сопственици. Вдомување кучиња кои се целосно медицински истретирани, без никаков надомест, нуди јавното предпријатие Комунална хигиена. Секојдневно во стационарот за бездомни животни Вардариште има кучиња кои се медицински истретирани и чекаат да бидат вдомени. Овие кучиња по пристигнувањето во стационарот биле прегледани од страна на ветеринарна екипа, при што е констатирано дека не се прекумерно агресивни и немаат никакви заболувања. Тие поминале целосен медицински третман во чии што рамки се стерилизирани, прочистени од внатрешни и надворешни паразити и вакцинирани од беснило. Граѓаните кои сакаат бесплатно да вдомат куче може да го посетат стационарот Вардариште од вторник до сабота во период од 9 до 13 часот и да си одберат куче за вдомување од најразлични раси и големини што се определени за вдомување, истретирани и вакцинирани и без никаков паричен надоместок. Единствено нешто што треба да го направат граѓаните е да пополнат формулар со своите податоци и да се обврзат дека ќе бидат одговорни сопственици.
Кучињата се заловуваат од страна на специјализирана, обучена и опремена служба за хуман третман и контрола, пошто се транспортираат во стационарот Вардариште, што има капацитет за третман и сместување на околу 100 животни. Во стационарот во 2 смени работи ветеринарната служба што ја проценува здравствената состојба на бездомните кучиња. По добивањето на резултатите од испитувањата, здравите единки се подложуваат на третман на стерилизација, се прочистуваат од внатрешни и надворешни паразити, се вакцинираат од беснило и се задржуваат околу 10 дена, а доколку за тоа време не бидат вдомени, овие единки се враќаат на изворната локација, односно онаму од каде што биле заловени. Заболените кучиња што имаат видливи повреди, при што трпат болка, при многу старите како и прекумерно агресивните кучиња се еутаназираат. Од комунална хигиена за Прва Скопска изјавија дека од почетокот на годинава, заклучно со месец јули, од стационарот вдомени се 61 куче, од кои само во месец јуни се вдомени 20 кучиња, а останатите кои биле заловени и истретирани, повторно се вратени од местото каде што биле земени. И годинава град Скопје ја продолжува традицијата и по 11 пат ќе избира најдобар угостителски објект меѓу најдобрите. Врз основа на повеќе критериуми ќе се оценуваат 150 угостителски објекти. Град Скопје годинава по 11 пат ќе избира најдобар угостителски објект меѓу најдобрите. 510 тајни купувачи врз основа на повеќе критериуми ќе оценуваат 50 ресторани, 50 гостилници и 70 кафе-барови. Критериумите по кои ќе бидат оценувани угостителските објекти се прв контакт со гостите, хигиена на објектите, изглед и хигиена на тоалетите, амбиент на објектите, услуга на келнерите, квалитет на храна и завршен контакт со гостите. Врз основа на резултатите од истражувањето ќе се изберат 3 најдобри ресторани, 3 најдобри гостилници, како и 3 најдобри кафе-барови кои постигнале највисок вкупен резултат на испитаните елементи на услугата. На најдобрите ќе им биде доделено јавно признание во форма на плакета, информираат од град Скопје. Овој проект се спроведува 11 години поред, а неговата цел е да се подигне свеста кај угостителите и кај граѓаните за важноста на квалитетот на услугата што се дава на клиентите во угостителската дејност, како и да се подигне општото ниво на квалитет во угостителските објекти на територијата на градот. Кабли, пластика и секаков материјал се спалувале во двор од куќа во Лисиче. Дворот е лоциран при контрола од страна на градскиот инспекторат. Оттаму информираат дека покрената е постапка и сторителите ќе бидат соодветно казнети. Инспекторатот на град Скопје изминатите денови изврши засилена контрола во реонот на населбата Лисиче. Контролата се спроведе со комбинирани тимови на инспектори за животна средина, комунални инспектори и комунални ридари. Во овој реон лоцирана е куќа каде во дворот се вршело недозволено спалување на кабли, пластика и секаков вид материјал и отпад. Од инспекторатот на град Скопје информираат дека покрената е постапка и сторителите ќе бидат соодветно казнети. Засилените контроли продолжуваат и во наредниот период. Инспекторатот на град Скопје апелира до граѓаните секое незаконско дејствие да го пријавуваат до надлежните органи. Нова улица од Ržaničino до манастирот Пресвета Богородица во должина од 750 метри е комплетно асфалтирана. Од општина Петровец информираат дека се направени паркиралишта за околу 90 автомобили. Општина Петровец заврши со изградба на новата улица во населеното место Ržaničino до манастирот Пресвета Богородица со крак што води до гробиштата. Улицата, која е во должина од 750 метри и ширина 4 метри, е комплетно асфалтирана, а предвидена изградба на тротоар со помала ширина. Покрај изградбата на улицата се направи паркинг простор кај гробиштата за околу 60 автомобили и уште еден помал простор за паркирање пред манастирот Пресвета Богородица за 30 возила. Средствата потребни за реализација на овој проект се обезбедени од ЕУ фондовите на Светска банка. Од општина Петровец информираат дека ќе аплицираат за добивање средства од Светска банка за изградба на канализационен систем како изградба на улици во Петровец и Ržaničino. Денот на независноста на Република Македонија 8 септември. Утре ќе се прослави со евергрини и електронска музика во дворот на владата.
Програмата ќе започне во 18 часот со забава за најмалите со Петко и 5+ бенд, а ќе продолжи со евергрини и електронска музика. Со забава на отворено во дворот на владата, утре ќе биде прославен Денот на независноста 8 септември. Како што соопшти владината прес-служба, утре вечер со почеток во 18 часот, најмладите со нивните семејства ќе се забавуваат со програмата што за нив ја подготвува Петко и 5+ бенд. Забавно-музичкиот дел за возрастните ќе го отвори Огнен Узуновски Оги со диџеј сет кој ќе почне во 19 часот. Програмата под отворено небо во дворот на владата, потоа ќе продолжи со музиката на оркестерот на Македонската филхармонија, заедно со Тамара и Тијана, кои ќе ги изведат најубавите македонски евергрини, со почеток во 19:30. Во 20 часот и 35 минути ќе настапат Македонската филхармонија и маестро Джија Немин со проектот Оригинатор на продуцентот на електронска музика Хуан Аткинс. Во завршницата на музичката програма вечерта ќе настапи и познатиот домашен диџеј Феки Фарис. Денеска и утре на повеќе локации во Старата Скопска чаршија по 12-ти пат ќе се одржи манифестацијата Звуци на чаршијата. Целта на оваа манифестација е преку повеќе културни активности да се заживее старото градско јадро на Скопје. Во старото градско јадро на Старата Скопска чаршија, денеска и утре ќе се одржи традиционалната манифестација Звуците на чаршијата, чија цел е веќе неколку години преку концерти од сите жанрови, перформанси, фолклорни настапи, поезија, ликовна колонија и презентација на старите занаети. Чаршијата да заживее во духот на традицијата, како културен и духовен споменик на градот, и да се врати духот на занаетите. Звуците на чаршијата, што годинава се одржува по 12-ти пат, има за цел да потсети на заборавената традиција и да оживее некои недоволно посетени простори на Скопје. Во рамки на манифестацијата вечерва се одржува настанот Книжарница во чаршијата, во чии рамки е предвидена литературна средба со наслов Тропам на вратата на писателот. На платото пред Штуловиот универзитет пак, со концерт на класична гитара ќе настапи Дуо Бојковски, а од 20 часот е концертот на Емин Сали и вокалот Доника Домазети. На плоштадот Скендербек концерт ќе одржат Oxygen Band, како и музичките уметници Линдита Хакај, Рина и Саранда и Неджати Валјон Сума. Утре вечер на плоштадот Скендербек диџеј сет ќе има диџеј Гамблеманија. Од културно-информативниот центар посочуваат дека фестивалот, кој е дестинација на квалитетна забава и ги почитува обичаите и духот на Старата Скопска чаршија, е првиот чекор што градот Скопје го направи во 2006 година како иницијатива за заживување на чаршијата. Изменетото работно време и забраната за движење на возила по улиците на чаршијата пак придонесоа таа да стане најфреквентно место во градот во кое доаѓаат да се забавуваат граѓани од сите националности. Изминативе години на Звуците на чаршијата учествуваат многу познати пејачи, уметници, танчери, аниматори и познати групи македонски, албански, турски и ромски. Голем дел од родителите сметаат дека детските градинки се подобар избор кога станува збор за чување на децата, бидејќи таму се социјализираат и стекнуваат добри навики, отколку кај бабите и дедовците. Педагозите пак советуваат дека не може да се процени што е најдобро, бидејќи и во градинките и кај бабите и дедовците има и добри и лоши страни. Кога станува збор за тоа кој да ги чува децата додека родителите се на работа, секоја година е иста дилема. Во некои семејства додека родителите работат, се грижат бабите и дедовците. Оние кои можат да си дозволат плаќаат бебиситерка, а други пак децата ги носат во градинка. Голем дел од родителите сметаат дека детските градинки се подобар избор кога станува збор за чување на децата, бидејќи според анкетираните родители, во градинките децата се социјализираат, стекнуваат добри навики, а имаат и повеќе другарчиња. Педагозите советуваат дека сепак не може да се процени што е најдобро, бидејќи и двете страни имаат добри и лоши страни. Она што е сигурно е дека вашето дете во дружба со баба и дедо никогаш нема да биде гладно и секогаш ќе биде мазено, чувано и пазено. Доколку тоа е доволно за да ги задоволи амбициите и критериумите на родителите, тогаш најдобро е детето да го чуваат баба и дедо. Најголем недостаток при чување на детето од страна
страна на бабите и дедовците е недоволен број на деца врсници со кои детето би се играло, надпреварувало, би учело да се кара и да се смирува, односно низ социјални вештини кои никој не може да му ги надомести освен врсниците. Тоа значи дека бабите и дедовците можат да се покажат како добри во чување на детето во една фаза, но лоши во друга. Родителите треба да знаат дека тие се одговорни за развојот, однесувањето и воспитувањето на детето. Психолозите пак советуваат дека без разлика колку време поминува детето со баба или дедо, никогаш во нив не треба да се бара виновник за некои негови успеси или незгоди во текот на растењето. VIP Аквапарк викендов ја затвора летната сезона, а за наредната се најавуваат и нови можности за посетителите. 9 септември е последниот ден кога посетителите можат да се забавуваат во аквапаркот. Овој викенд посетителите на VIP Аквапарк, кој е дел од комплексот на спортскиот центар Борис Трајковски, за последен пат ова лето ќе имаат можност да уживаат во забавните содржини кои ги нуди аквапаркот. 9 септември е последниот ден кој граѓаните може да го искористат за разладување и забава во аквапаркот, а за наредната сезона се најавуваат и нови можности за посетителите. Освен дневните забавни содржини, VIP Аквапарк ќе може да се изнајми во вечерните часови за различни прослави и ќе понуди незаборавно искуство за сите кои ќе одлучат својата прослава да ја одржат токму таму. Од понеделник пак за сите жени и девојки следува уште една забавна активност во салата на VIP Пилатес и аеробик центарот на спортскиот центар Борис Трајковски. Вежбање со топ форма. Салата е опремена со најсовремена опрема и по светски стандарди. Во следните денови ќе преовладува претежно стабилно време со умерен, а од недела повремено засилен северен ветер. Во попладневните часови не е исклучено да има локален краткотраен дожд, повеќе во планинските региони. В сабота попладне ќе има повеќе услови за локален пороен дожд со грмежи. Во Скопје утре температурата ќе достигне 28 степени, в недела 29 степени и понеделник и вторник 28 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Повеќе информации вие може да најдете на нашата веб страна и следете на социјалните мрежи Facebook, Twitter и YouTube. Пријатно!